Благодарам, почитувам председател на Собранието на Република Македонија. Почитувани граѓани, пред нас е Законот за национална инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија. Законско решение кое е донесено во времето на ВМРО-ДПМНЕ за прв пат, тоа е 2014 година, и со ова законско решение условно требаше да се направи една платформа која ќе овозможи собирање на сите податоци на едно место, овозможена лесна комуникација помеѓу институциите, размена на податоци, користење на тие податоци од граѓаните на Република Македонија. На некој начин ова требаше да представува базата на дигитализацијата во Република Македонија. Со ова решение, реков се, почна уште во времето на ВМРО-ДПМНЕ 2014 година со носењето на законот, припремните работи, поставување на самиот систем во функција и на некој начин воспоставување, врзување на повеќе институции во него. Со законот се опфатени 20 институции кои треба да бидат опфатени со оваа платформа, и сега со новото решение, односно допуна на законот, се предлагаат да се дополни законското решение со уште 3 институции. И досега на некој начин се овозможени 110 сетови на податоци. Можам слободно да кажам дека дигитализацијата во Република Македонија стои во место. Зошто го тврдам ова? Затоа што соседната Република Србија буквално ја презема оваа платформа, ово законско решение, и својата платформа ја донесе со законското решение од 2018 година. За споредба, таму се веќе во моментот поврзани 37 институции, за разлика од 5 институции кои се поврзани помеѓу себе во Република Македонија. Смешни се нашите 110 сетови на податоци во споредба со оперативните 300 сетови кои ги има Република Србија. Што само укажува колку тие се напредни и отидени напред во ова законско решение, односно имплементацијата, иако законот го донесе од 2018 година, и кога ќе направиме компаративна анализа што правиме ние, буквално ништо. Во однос на оваа проблематика, ништо не е мрднато од мртва точка откако дојде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и дуи на власт. Едноставно работите се оставени стихино и единствено што можеме да приметиме е таму се менат директори, се менува министри за дигитално општество, меѓутоа за информатичко општество, меѓутоа крајниот резултат е катастрофален и поразителен. Што во суштина треба да значи дигитализацијата? Сум го дискутирал ова на повеќе законски решенија и во законското решение за Законот за земјоделство и рурален развој. Сум го дискутирал и кога беше овде законот за УЈП. Едноставно се остава чувство дека владата ниту може да го разбере овој закон, ниту може да го разбере процесот на дигитализација. Самата дигитализација представува современо општество. Значи компјутеризирано општество. Тоа значи директно поврзување на сите институции во државата. Директно поврзување на што е можно поголем број на институции во овој систем. Што ќе добиете со тоа? Огромна база на ажурирани податоци во моментот. Значи, приказната за статистика, приказната за обработка на податоци е веќе надмината тема во светот. Во светот имате податоци во моментот. Тоа е дигитализацијата. Тоа го знаат сите информатичари. И зашто не можеме да мрднеме од оваа мртва точка, тотално не ми е јасно. Таа огромна база на податоците
треба да значи во суштина полесен пристап на граѓаните до институциите. Едноставно да се заборави концептот на шалтерско работење, да се заборави концептот на хартии, на документи, на образци. Сето тоа да биде надминето и граѓаните од дома, од компјутер да можат да си ги решаваат сите своји потреби. Голема придобивка, тоа го дискутирав кога зборев за решењето за УЈП. Во суштина на државата дигитализацијата представува можност за контрола, можност да се увидат сите точки каде што имаме злоупотреба на државните ресурси. И наместо да добиваме вакви извештаи од ревизорот, каде што констатира слабости во сите институции, ние да посегнеме кон единственото решение, тоа е дигитализацијата, ние стоиме во место. Зашто го тврдам тоа дека стоиме во место? Затоа што во член 2, став 5, со досегашното решение стои еднаш годишно ќе се ажурираат податоците. Кога имате компјутери, кога имате можност во моментот да добивате најнови податоци, односно било која институција во моментот кој ќе ажурира еден податок, сите останати институции да го добијат тоа ажурирање, ние одиме по стариот систем пешки. На крајот од годината ќе ги ажурираме податоците. Такво решение е депласирано, тоа не е дигитализација. Тоа е само размена на податоци, размена на USB CD, која нема никакво значение. Дигитализацијата, ќе повторам уште еднаш, решение во моментот, онлайн, податоци за се во државата. Далеко сме од дигитализација, далеко сме од осовременување. Се поставува прашањето на кој му одговара овој систем. На кој му одговара да не спроведеме дигитализација во општеството? Одговорот е јасен. На луѓе кои го злоупотребуваат системот, на луѓе кои не сакат развој во државата, на луѓе кои имаат страф, аверзија од дигитализацијата. Што се добива ако имате дигитализација? Секој ажуриран податок ќе го добиете во моментот, ќе го добијат сите институции. На крај ќе го добие МВР. Понатаму институциите ќе не можат да се вратат назад, ќе не можат да коригират, да бришат, да прават злоупотреби во системите, ќе не можат да прават криминал. Тоа и смета на корумпираните политичари. И затоа ќе најдете милион ситни бариери, пречки во реализацијата на дигитализацијата. На нас како општество, како да ни одговара да имаме сива економија. Ако имаме дигитализација, ќе знаеме за секој граѓанин кој платил сметка, кој не платил сметка, кој платил данок, кој не платил данок. Ќе знаеме состојба со катастарот во моментот. Ќе ги знаеме сите податоци. Дури и да се обиде некој да коригира, ако тоа е спротивно на законите, дигитализацијата ви овозможува доказ дека се штелувани, местени, фабрикувани податоците. Тоа не и одговара на криминалците, почитувани пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. Затоа немаме дигитализација. Затоа што на некој му одговара криминалот. Некој му одговара стариот тип, на крајот на годината ќе се израмниме. Нула ќе биде еднакво на нула. Во меѓувреме хартијата трпи огромен број на податоци, не е битно кој ќе прави ревизија, нека прави ревизија. А ревизорот ни констатира страшни дефекти во системот. Секојдневно гледаме ревизорски извештаи. Секоја чест на институцијата. Непристрасна во сите сегменти. И наместо да се подобриме, да сватиме дека како општество мораме да одиме напред, ние стоиме во место. Да, за дигитализација час поскоро, меѓутоа вистинска дигитализација. Благодарам. Јадранка Поцкова.